Театар Хит во фокусот во следните 10 минути представа од царството на другарството. Сашо Ристовски, актер и режисер, е гостин ова утро. Сашо, добро утро. Добро утро до вас и добро утро до гледачите. 27.6. петок, со почеток од 20:30, Сулијан. Детска театарска представа Царството на другарството, продукција на Театар Хит Скопје. Дали останува истата локација? Имаше некои измени? Да, синоќа во тоците вечерни часови, бидејќи пристигна информација од Хидрометеоролошкиот завод, бидејќи не очекува невреме, сепак се работи за техника и опрема. Одлучивме со Дирекцијата за култура и уметност Скопско лето да ја преместиме локацијата. Значи, наместо во Сулијан ќе биде во затворен простор, во лабораториум, и ги поканувам сите да дојдат. И ова промена ја правиме се со цел да имаме убав настан вечерва. Објектот е климатизиран, така да нема никаков проблем. Ги очекуваме сите вечерва. Да. Во пресред на летото, нели Театар Хит Скопје подготвува представа која покажува, сакате да кажете, колку секое дете е важно во светот? Токму така, после 2 години ние решивме да, заедно со Магдалена Ризова, која ми е асистент режисер на ова представа, решивме да направиме една представа која секое дете го тангира секое дете во светот, односно колку за секое дете е важен мирот во светот. Мирот сега е најпотребен и токму одовде од Македонија ја упатуваме пораката, односно девојчето Маја која го игра Ема Давчева, ја упатува пораката за мир. Како всушност да го создадеме мирот во светот? Бајковит начин, песна, актерска игра, представа за деца, дали е тешко или лесно да се долови на најмладиот, да му се долови на најмладиот гледач во театарот она што треба да се пренесе? Колку е тоа предизвик за актерите, за екипата? Па, ние тројца, значи јас, Магдалена и Ема сме едно јадро. Веќе иако ова сезона која ни следува, јас направив малку измени во оперативно-техничкиот дел и во уметничкиот дел, па лесно е за нас, бидејќи ние тоа го работиме со љубов. Особено веќе во ова премиера, ова лето имаме многу помош од нашите музичари, познати, истакнати, етаблирани, кои се погрижија да ни помогнат за сонговите. Јас сакам да ги поздравам Дарко Димитров, Елена Ристевска и Јулија Мациевска, бидејќи нивни музички дела се токму застапени во представата, и кога им се обративме, со широко отворено срце прифатија таква соработка. Овој тип на представа која што ќе гледат вечер и која што ќе се гледа низ 15 на општини во државата, бидејќи имаме соработка со локалните самоуправи, беше малку специфичен, бидејќи преку бајковит начин на ниво на детето да токму се разбере таа порака, односно тие методи кои се потребни во светот за мир. Мислам дека успешно ги направивме и дека вечерва ќе имаме успешна изведба. Добро, велите дека представата изобилува со оригиналност и дека освен за децата и за сите возрасти. Што е оригинално во представата? Оригинална во представата се токму костимите, сценографијата која сама за себе во рамките на драмското дело си го побарува, и тоа што е оригинално, тоа е интеракцијата на децата. А зошто е за сите возрасти? Да, детето треба да разбере дека постојат методи за мир, како љубов, пријателство, подадена рака, но малку и возрастниот треба да го слушне детето, бидејќи ние возрастните знаеме многу да погрешиме и да ги игнорираме децата, всушност... Па најчесто ние грешиме. Децата не може да Па не грешат децата, ние грешиме и тоа што ги игнорираме да ни дадат насока како да ги решиме некои работи, општествени работи, бидејќи детето гледа искрено и чисто. Вела дека статистичка грешка е ако дете нацрта дожд, децата по дефолт цртаат сонце.
Тоа доволно ни покажува Апсолутно. како детето го гледаш светот и животот. Апсолутно, и затоа е за сите генерации. Ние имавме требаше да имаме премиера во Охрид минатиот петок, но ради временските услови таа беше поместена за 11 јули, инаку морам да кажам дека ова представа е финансирана од општина Охрид, која и представата во рамки на културното лето за деца, за сите деца во општина Охрид, што ми е големо задоволство. Ретка соработка со еден град кој е столб на културата во Македонија. И религијата се разбира. Влезот ќе биде регулиран со влезници по одредена цена, ќе бидат продавани пред почетокот на настанот, а средствата ќе одат за? Средствата одлучивме да одат за настраданите од пожарот во Кочани, бидејќи сметаме дека и ние уметниците мора да допринесуваме. Јас утрово имав и разговор со градоначалникот на Кочани, кој што искрено го поздравувам, и он ја поздрави иницијативата, и морам да кажам дека не само Театар Хит од денеска што почнува соработка за децата во Кочани од хуманитарен карактер, таа соработка ќе продолжи во месец септември, каде што ќе имаме една представа за првачињата, бидејќи мислам дека треба да делуваме многу и да работиме многу, особено за младата популација во Кочани. Во царството на другарството, убава рима во насловот, од каде дојде, чија идеја беше токму овој, па насловот личи и на слоган? Да, насловот личи и на слоган. Идејата за овој текст е моја. Јас го работев текстот неколку месеци и бев инспириран веќе со сакав да направам еден таков текст, па правев пиши, бриши. Бев од тие рилсови кои што ги гледав на социјалните мрежи, токму децата кои што им се случува во светот, во Украина, сега во Израел, во Иран и така натаму. И едно ќе кажам, целиот свет за децата е другарство и пријателство, без разлика кој дете од која земја потекнува. И токму тоа е приказната која ја напишав во овој текст. И токму ликот на Маја го покажува тоа, дека бев во Америка, бев во Русија, бев од секаде го патувала целиот свет и ги носи желбите, односно желбата на сите деца која е една иста, да има мир во светот. Децата во еден од тие рилсови кратки видеа по социјалните медиуми што ги спомена, во една анализа, психолошка анализа, велат вака: разликите меѓу нас се кој се смее кратко, кој се смее долго, кој плаче повеќе, кој плаче помалку. Не гледаат гардероба, не гледаат боја на кожата, не гледаат религија, не гледаат ништо. Децата гледаат розово, да ги слушаме, да ги почитуваме, да пиеме од нив, да впиваме, да го впиваме она што го зрачат. Благодариме за учеството со шоу ова утро и убава представа и убави проекти. Има нешто идно што може да се најави во календарот, освен она што во септември го најави? Да, уште еднаш сакам да ги поканам сите заеднички вечер да се дружиме од 20:30, значи во лабораториум Нева Сулијан. Да, најавувам уште 3 премиери на Театар Хит. Едната ќе биде во октомври месец, потоа во декември месец и следната година 2026, бидејќи програмата е веќе усвоена, и најавувам едно гостување повторно во диаспората за нашите дечиња, бидејќи и тој таргет, односно тие дечиња таму мора да гледаат наши македонски представи, да не го заборават нашиот македонски јазик и се она што ние го твориме и работиме. Гостување во диаспората и гостување во македонската телевизија, се разбира, нели чекаме повторно на есен. Благодариме Сашо, убава представа уште еднаш.